Ви посакувам добре дојде во VIP на еден ден. Во изминатата сезона се соочивме со многу искушенија и многу предизвици. Меѓутоа не подклекнавме пред искушенијата и не им се предадовме на предизвиците. Со вас заедно ја споделивме тагата на нашите учесници, но со вас заедно на крајот од секоја епизода се радувавме на нивните солзи радосници. Во оваа сезона се надевам дека ќе имаме уште поголеми причини за насмевки и радости. Добре дојдовте во втората сезона на VIP на еден ден. А сега една крпа да ми дадете, сега се бањам кај вас, може? Добро, тогаш чекам пешкири, ја ќе видам да се бањам. Ајде. А почетокот на новата сезона ни донесе исполнета најголема желба на Стојан и Милан Купатило. Може друг, има начин, само што тоа значи. Гледај ме нежно ти или љубов, јас ке сватам колку во нив има љубов. О, штом се сака, се прави како мене, така, за поздрави со рака. Јас немам време, знај. Новата сезона донесе уште 2 нови приказни, полни со емоции, неверојатна трансформација и среќа, која предизвикува солзи радосници. Приказната за Дејан донесе исполнување на неговата најголема желба, Заби, што пак резултира со вратена самодоверба и среќа на највисоко можно ниво. А за Загорка, жилбата за вработување е исполнета. Загорка веќе една недела е дел од компанија за пакување производи во Кавадарци. Ним им ја посакуваме целата среќа, а вам ви благодариме на сите донации и целата поддршка за подобро утре на нашите учесници. И токму затоа, на ваше барање, вечерва ги репризираме најубавите моменти од епизодите со Дејан Младенов од Струмица и Загорка Поповска од Кавадарци. Уживајте! Сакам да знам, за мене искра благ. Спие на тезги, јаде од земја, од канти, такви работи. Животот му бил тежок. Не сум крадал у животот никогаш, само сум просел се. Имал малтретирање по рацете, модраци, по нозете, со камшик ме тепаше, по грб, по се. Ке фрлат у канта, ја кидам, ке го земам, ке јадам, срамота е малце у животот. Јас сум Дејан Младенов, имам 29 години, роден сум во Струмица, а израснат сум во Скопје во домот 25 мај. Па моево детство било кога сум отишол во домот, сум ги запознал сите другарчиња прв пат. Кога влегов таму, ми беше малце чудно, малце страф имав. Не знав кај се наоѓам, па имаше таму воспитувачи, ни покажува, не подучава, ни кажува дека тука е убаво ќе ти биде, нема да се плашиш. А друго, не знам шо, дека имаш тука јадење, имаш облекување, имаш шетање, кога сакаш, тука можеш школа завршиш. Татко ми даваше по некој денар, ама ја не можев да опстанам со тие и морав да просам таму по таксистите, да барам за леп, сум бегал од дома, ме малтретирале, ме тепале. И од тоа јас имав многу големи стресови, па од они се караа меѓу себе,
нема пари за ова, нема пари за она и на крај на мен или на сестра ми. На нас ке ни се истураат и двајца. Ти правеше нешто за да те тепаат? Па не сум правил ништо. Едино само 3-4 пати што сум бегал од школа. Не можеш, немаш јадење, ги гледаш деца во школа како јадат. Ке фрлат у канта, ја кидам, ке го земам, ке јадам, срамота е малце у животот. Тоа, не знам друго шо. За таму, поготово, ми бил многу тежок животот. Не сум крадал у животот никогаш, само сум просил са. Полуѓе ме мавале, ми викале зошто просиш, кај ти се родителите. И така, поише таксистите ми помагале. Тоа. Да, и мајка. Па оти не ја слушав, бегав од часови. Оти јадев по канти, избореа комшиите, детево вика проси по таксисти, ова, она. Зошто не му даеш? Па она ми вика, па немаме шо да му даем. Па јаде од канти, срамота е, подучи го, кажи му дека не е убаво тоа. Едноставно, мајка ми само ќотек, друго ништо не знаеш. Те гушнала ли некогаш мајка? Сега, не знам за тоа, не сакам да зборам. Маце ми е тешко, никогаш не ме гушнала така да. Па најтешко ми беше кога ме најде полиција, ми беше страв. Ноќно време беше, дали беше 3 саат на тезга одгоре. Полиција ме најде, вика дечко што правиш тука? Ја малце се уплашив, почнав да плачам. И им кажав, ме однесе у станица, ми спрашува, ми вика гладен ли си, ми купија за јадење. Ја малце не сакав, ама тој џандарот што беше, не се сеќавам баш на неговото име, ама многу ми помогнал. Ме однесе прво кај моиве. Татко ми одма насилно сакаше, дај го ваму, и човекот изреагира џандаров. Не може, вика, ние ќе го земеме кај нас у станица, утре сабале ќе го однесеме социјално. И имаше конфликт со татко ми, со него. Кој си ти? Јас сум му татко, па ти си му татко, ама ти го малтретираш детево. Детево избегало. Ме барале по сите каде. И од утре дента отидов во социјалното, заев таму се запознав со директорот. Му кажавме случајот каков е, вика има една установа, вика у Скопје, за згрижување деца. Он има родители, така да у таа установа ќе му биде убаво на детево. И тоа, таму више толку не се сеќавам многу. Имав да малтретирање по рацете, модраци, по нозете, со камшик ме тепаше, по грб, по све. Тоа му дадав кривична пријава, ама малце беше за тоа. И кога ме дадав више у социјалното, у дом кој ме однесува, ми беше животот више сменен. Не размислував многу на стресови и на такви работи. Поубаво ми беше во домот отколку што бев со родителите. Немаше такво мислење, вика тука ќе ти биде добро, гледам имаш деца, имаш другарчиња овде, имаш воспитувачи што ќе те гледат. Тоа, ја не знам што татко ќе биде тој. Не, само татко ми што беше да ме посети, мајка ми нема дојдено никогаш. Замина, забитова со сестра ми и од тогаш ка више толку. Не знам што е работа, ама едноставно ниеднаш не кеше да дојде да ме посети во домот. Знаеше дека сум во дом и не дојде да ме посети. Како се чувствуваше? Па скршен се чувствував, гледам на децава таму од домот им доаѓаат родители ги посетуваат мајка, татко кои се разведени. Им доаѓа на некој другарчиње, мене ми паѓаше криво. Социјалниот работник ме прашува мајка ти што е бидно со мајка ти, зашто не дојде те посети. Ја едноставно избегавав, викам, не сакам да зборам на таа тема. Не сака да дојде, не сака. Не ми треба тогаш. Сега, не знам за тоа, не сакам да зборам. Маце ми е тешко. Никогаш не ме гушнала така да. Освен само воспитувачите што сум ги имал во домот, како мајка и татко ми биле таму, од друг. Никој. Мајка ми едноставно од кога ме даде од домот, тогаш ка нема ни гушнато, ни да ме види, ни да ме праша како сум, ни ништо. Едноставно на таа тема не сакам да зборувам, малце сум поише потресен. Мајка е, треба да каже, детево треба да си го видиш, после толку време го немаш видено, а ти си го оставила и сега да
Не сакам да зборам на таа тема, маце ми е тешко. Извинете вака. Па со забиве, мајка ми пребременоста пиела некои апчиња, што не требало да ги пие, и после породувањето на таа болест ми се префрлила некои од тие апчиња, она што ги пиела. Ми се префрлила на мене таа болест и да не може како да немам заби никогаш, да не ми растат. Ова ми се све млечни заби, не ми растат. Јадам со жлебини, немам проблем ни болки, ни ништо немам. Ама срамота е, 29 години, 30 више ја терам. Срамота е без заби. Малце е тешко. Да не може да испамеш, да се насмееш. Значи те земав, знам дека ти вадеа заби, меѓутоа знам дека боли. Ама се е тоа за добро. Ама јас сега ќе те носам на едно место каде што гарантирам дека болката за секунда ќе ја помине. Може? Ајде. Изненадување имам. Ајде, спремен си за изненадување? Ајде сега да видиш кај ќе те носам. Значи вака по патекава и вака лево идеме, па сега ќе видиме што ќе најдеме. Ти направил некој изненадување до сега? Не. Не? Само непријатни? Да. Така? Значи сега ова ќе биде пријатно изненадување, верувам дека ќе биде пријатно. Ќе ми кажеш ти на крајот дали е такво какво што е. Си очекувал сега, не знам. Тука имаме едно нешто. Ај ова само да го снимиме. Не те носам на тетовирање, не. Не те носам на тетовирање. Се исплаши малку, а? Не се исплаши. Добро. Ќе го донесам. Добро. Тука некаде да застанеш. Значи вака. Овде ќе застанеш. Може? Вака и ќе гледаш на кај мене ти. Добро? Уште малку да почука срцето, добро? Возбуден си? Да. Ова прв пат во живот. Сега јас ќе се јавам таму каде што треба и од таму треба да ни дојде изненадувањето, значи од таму наваму треба да ни дојде изненадувањето. Почекам уште малку и јас ќе видам кога ќе можеш да се свртиш. Почекај уште малку. Уште малку. Уште малку да почекаш. Зборувавме за нешто кое што ти сакаш да го направиш и јас сега ќе те замолам да се свртиш и да погледнеш. Сврти се и погледни. Имаме, јас сум Стефан. Мило ми. Од името на автошкола, чест ми е да ти кажам дека имаш гратис донација часови за обука за Б категорија. Можеме да влеземе? Можеме да влеземе. Ајде, Дејан! Леле. Само чекај да слушнам, дали е пријатно изненадувањето? Бога ми е многу големо пријатно. Немај да ме згадиш сега. Леле, колку сум возбуден. Баш ми е мило да ти кажам. Да може да пипсам како чука срцето? Лупа снеже, лупа. Дај да видам. Стварно лупа срцето. Епа ништо сега, со Стефан може да ти објасни што и како е околу возилото и да видиме дали може едно крупче да свртиме, а? Ајде, може да фати си го клучат. Затворите го клучат. Одлично, може да затвориш само десно. Супер, одлично. Спушти си јаваш на това. Така, стиги си го контролирам на левото. Одлично, стај си го близина, фати го на лево. Надаме, на лево, волам, пушти го. Пушти ја новата. Пушти ја новата, ја те гушам. На лево, волам, пушти го. На лево, уште, на лево, уште, до крај.
Колко иде толкова може да го помогнеш. Отлично. Супер, това би се застанала. Извади си голям, дигна се ръчна. Така, отлично. Ай, возбуда, ова. Најголемата возбуда во животот. Ке се држиш со мене 18 дена, ти кажам све ќе учиме како што од почеток до крај. Ке не би интересно, верувам. Да, Бога ми, многу интересно. Слеже. Лупа срце. И па сега може да излеземе, а? Од толку возбуда не може да испада човек. Ако може Снеже. Снеже. Мислам дека да идеш, нели? Да. Идеш, нели? Чекај да те гучнам. И ке ме возиш, нели? Да. Да, тој си исплатил. Кај си, Стефан, дојди ваму. Дојди и тебе да ти кажам фала многу. Фала ти многу. Фала и на автошкола Мартин и ништо. Кога ќе биде полагањето, ќе дојдеме сите да навиваме и да му ослободиме пат за да може да вози. Обавесно. Океј? Да. Така, мислам дека он ќе ти биде инструктор, Да. така да. Јас ќе бидам. Така. Значи, до сега се покажа добар. Ќе видиме за понатаму што Да. ќе биде како ќе биде. Така. Фала ви. Па можеш ти да не одвезеш сега некаде, нели? Готово. Ајде, јас позади ти напред. Познавам. Добре. Нека изгора. Хеј, ридови, сини мориња, сам ќе морам да ме пробија. Ја не те познавам. Добре, не плаче. Деки. Преубав си. Преубав. Свака час. Секоја час. Не се познава, че Не можам да верувам. се видела мила. Леле, не можам да верувам, луѓе. Добре, даде. Браво. Снежа, секоја чест. Секоја чест. Фала ти многу ти што ни го пријави. Јас се надевам дека завршивме добра работа и ние не го препознавме Дејан, да знаеш, нели? Сосема нов човек. Така? Јас сум.
Немам зборови. Знаеш, а? Треба уште малку да се научи да ни се смее. Мартин, дојди понаво и оно баш шок. Како нов човек да идваме, нели? Јас не го препознавам луѓе, вистина не го познавам. Добро. Сме успеале. Тоа ни е најбитно. Ни беше, значи, генерално ризичен случајот, заради тоа што не знаевме дали ќе успееме да ја направиме промената во однос на забите, меѓутоа тимот на Dental Lux мислам дека направи совршена насмевка. Нашата стилистка успеа да го облече и да го дотера така како што му одговара со забите, нели? Така да имаме нов човек, еден сосема нов дејан, така? Јас сум многу збуната у моментов. Значи, јас човекот не си го препознавам, што го знаев пред вчера, завчера. Мислам... Од сега натаму почнете да се навикнувате на овој човек. Добро? Сега имаме за тебе уште едно изненадување. Овде не е крајот. Јас сега ќе замолам едно изненадување за тебе. Никогаш не вели никогаш, кажи зборови од душа, ако срцето го слушаш. Никогаш не вели никогаш, не те оставам и не заборавам јас, нема да те изгубам. Вистина, во моментов не знам како да се заблагодарам. Мислам дека направив голем чекор во животот и што имаме така, да речеме, добри души што сакаме да помагаме. И ова ми е вистина еден голем чекор во животот, што сум успеала во нешто. Благодарение на вас. Вие ми помогнавте. Многу сум ви благодарна на вас и вашата емисија. Друго не знам што да кажам. Во моментов сум запрепастена. Друго сега ќе си уживате вие понатаму. Океј? А јас тука некаде ќе одјавам во оваа прекрасна атмосфера и она што сакам да го кажам е дека понекогаш дури да имате празна рака, треба да ја подадете. Затоа што на некого може му е неопходно да му ја пружите раката за да стане. Се гледаме во следната емисија на VIP на еден ден. Јас сум Дејан Младенов, имам 29 години. Јас сум Дејан Младенов, имам 29 години и бев дел од емисијата VIP на еден ден. Јас сум Мартин Стојановски, пријател и колега на Дејан. Се уште сум у шок од ова што го видов, како изгледа Деки после промената. Ова е стварно неверојатно. Не се познава дека тој е самиот тој. Мислам дека сега му едноставно е многу посреќен
што ете ова задоволство му го пруживме. Да види дека после дождот иде секогаш сонце. Со почетокот на новата сезона започна и пријавувањето за учество. Сите досегашни пријави се примени и се проследени. Но доколку вие сакате да се пријавите лично или сакате да пријавите некој друг за учество во емисијата VIP на еден ден, она што треба да го направите е да ја пронајдете нашата Facebook страница, да испратите име и презиме и телефонски број, да ја раскажете кратко вашата животна приказна и секако да ни испратите согласност за зборување пред камера. Ве очекуваме. И понекогаш вака поработувам, дали чистачка, дали негде джамче че избришам, било каде. Не, никогаш не сум рекла. Мама... Тие збор... Ете така. Кога ќе речам мама, немам никаква чувство немам за таа, ни за мама, ни за тато. Јас сум си сама во сенките густи. До оваа приказна стигнавме како вообичаено, со пријава која пристигна во нашата пошта, неколку фотографии, насмеан лик и заклучок. Животот ме гази. Јас сум Загорка од Кавадарци, имам 24 години, имам керка, 3 години. Од мала сум сама, од 3 месеци мајка ме татка ме оставиле, моите баба, дедо и вековците ми изгледаре. Не, проблеми немам, ама некој сум имала така потешкоти затоа што другарчините околу мене се зборуват, леле, мама ваму че оде на одмор, мама наму че ме носа, јас немам ни мајка ни татко и сепак тешко е така че служнеш, а ти немаш, а они има ти одат. Тоа е, самиот збор е тежок. Тие збор, ете така, кога ќе речам мама, немам никаква чувство немам за таа, ни за мама, ни за тато. Живеев до 3 годинки у Скопје со татко ми, после татко ми замина да работи у војна, нешто така, и јас си дојдов тука, ме донесија баба и дедо. Тука седев и после на некој време слушнав дека починал, го повредиле таму војната и толку. Како секој дете, тешко. Јас тогаш имав 15 години, сега сум 24. Не избегав, сама си заминав од тука, решив да се омажам затоа што мислев дека би било подобро да имам и дружинка околу мене, да не бидам сама, затоа што од бебе сум сама, зашто така да го минам цел живот сама. Се омажив, мислев дека би било подобро, ама сум се лажела сама себе. И не мислам више да грешам ни по втор пат, ни по трети, ни по четврти. Го чекам вистинскиот момент, некогаш. И понекогаш вака поработувам, дали чистачка, дали негде джамче че избришам, било каде. За по-добро утро, ама секогаш назад ме враќа таа. Секогаш со проблеми. Черка ми исто така оде у градинка она и ми доделија социјален стан, ама немав пари за да го плаќам и тие го изгубив. И сега тука живеам, ми помагат моите. Многу убаво. Кога ќе слушнеш некој мамо, убаво е. Среќна си, весела, живееш за тоа чедо, се бориш за тоа чедо. Животот сектен ќе те натера. Загорка не се срами од ништо и свесна е за судбината и животот што и носи.
А еве што очекува од иднината. Да најдам работа, да пробам да работам, затоа што девојчето растовано полека у школа, ќе почне да оде во облека, треба еве есен, зимо, ладно, и за мене облека за неа. Че не може дома да седиш, а да те паѓат парите од небото, мора да се трудиш да работиш. Колку толку мора да заработиш, 100 млеко ќе купиш. Можам се да работам, јас не се срамам од работа. Поштена работа, секаде поштено си заработам пари со пот. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете со... Препознавајќи ја жилбата на Загорка, да се почувствува убава, да погледне во огледалото на една нова личност и искрената надеж дека ќе ја донесеме нешто убаво, се упативме на кај Кавадарци, одблизу да ја запознаеме. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. За поздрави со рака, јас немам време, знај. Ние ќе се потрудиме за насмевката, а таму таа ќе се потруди очите да се смеат. Това да. Комплетна слика. Очињата треба да се насмеат. После остварината желба за убави и здрави заби, Загорка ќе ја испратиме назад во Кавадарци, но ќе ја чекаме да ни се врати, овој пат да дојде со керкичката. Но пред да си замине, уште еднаш ќе се обидеме да ја измамиме насмевка. Овој пат се надеваме дека и очињата ќе и се смеат. Значи како си помина? Многу убаво. Многу добра беше. Малце преплашена на почеткот, ама после добро. Добро, сега ќе ти испратиме ни на автобуска. Добро. И ќе те чекаме пак да ни дојдеш. Добро. Може? Здраво, Загорка. Јас сум Владко. Јас сум Загорка. Мило ми е, мало внимание од мене и од целата екипа. Повели, ова е за тебе. И плюс од мене има уште еден поклон. Ова е мојот најнов албум. Мислам, уште е нов. Ти посакувам среќа во животот. Голем поздрав и до Мика. Се надам дека ти се допадна подарок. Да. Мило ми е. Загорка, дали имавме добро изненадување? Се надевам. Не, се надевам дека уште повеќе допринесовме за насмевката твоја. Здраво. Еве ме мине повторно кај вас за да одберам. Благодарам добро, за да одберам подароци. Имаме една мајка, имаме керка, мајката има 24 години, а девојчето има 2 годинки, сега ќе наполни 3, што значи дека може да рачунаме дека треба да дадеме родидненски подарок на малата Мика. Може да видам што имате? Може. Најди ми најкапната
neka solza dari mi nesonuvan son. Kaži mi eden ubav zbor, zapej mi nezapejan poj. Kaži mi eden ubav zbor, zapej mi nezapejan poj. Mama li je to? Sakri me v nekoj skriven grad, vrati mi do mlade snagi, pakni me kako za prv put. Vrati mi do mlade snagi, pakni me kako za prv put. Mnogo dni prebrodih menije, kako ču na nebi. Majka, da li je ovo mama? Mama je to? Da? Ubava je mama? Da. Koliko je ubava? Da? Kako? Drugo što ima da si? Ima kako? I glava ta gore. И како си сега задоволна да прашам? Многу. Многу? Нова? Многу сум среќна, да. Многу си среќна, тоа го гледаме од твојата насмевка. Дали е успешна трансформацијата? I will ask you. What do you think about Zagorka now? She's a new girl, yeah? Yes, she's a new girl. If I met her in the street, I will not recognize her. I will just pass and say, who is this girl? She's so beautiful now. Everybody will look at on her in Kavadarci and everywhere, for sure. Yeah, super compliment. Yeah. Thank you, thank Wow, you. so nice, you're so beautiful. Јас ти посакувам да се смееш постојано вака, окей? Се надевам дека убаво си помина овие неколку денови со нас. Да. Ние приредивме неколку изненадувања, имам и неколку подароци од нашите пријатели, така да сега ќе ви ги дадам. Mnogo dni prebrodivme nije, kako ču. Види што имам за тебе тука, да, ова е за тебе, повели, чекај, и тоа го сакаш, и све сакаш. Ова за мама, мама повели ова за тебе големото, ова е за тебе малото, добро. Мама, овие се за имунитет, да знаеш, да си ги пиеш и малце да не се подзебелиш, може? Да, ова е за тебе исто, вака, повели. А за тебе, види, дојди ваму да видиш што има. Види што имам за тебе. Дај ми ги тие работите. Држи мама ова. Чекај, држи мама, држи ги ова мама да го држи. Не мама ќе го даде, не може. Бебето да го гушнеме, може? И тоа ќе си го носиш. Ба дома сме, дома ќе си носиме, еве и сите овие работи. И сега you can help her. Да, дојди ваму. Дојди ваму сега. Сега, значи тука некаде ние би требало да завршиме. Јас ќе кажам дека ние немаме магични стапчиња. Не можеме да направиме чуда, меѓутоа можеме да правиме мали нешта и тоа со големи срца. Сега вака, Загорка, на кого му е роден ден? На Малике. На Малике е роден ден и ќе помни колку годинки? Добро. Ние подготвивме нешто за неа.
Дали сме подготвени да го видиме изненадувањето? Да? Да. Тогаш со сите работи, одиме да го видиме изненадувањето. We have another surprise for them. Ајде! Како за прв пат. Многу дни пребродивме ние, како чуд на немирно море. Насмеј се на ветров што Инаку целата сладка маса и ова изненадување е донација од една Марија со големо срце, која ни пише на нашиот Facebook профил со желба да израдува некое детенце. Марија, ти благодариме. This is the biggest happiness, I think. Yes, Yeah? yes. She's like dreaming, I think, tonight. She will not sleep. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mika. Happy birthday to you. Последувањето свекички, време е за отварање на подароците. Овде ќе им се заблагодариме и на сите хумани луѓе, кои донира облека и храна за Загорка. Лудо млади снаги, махниме, како за прв пат. Многу дни пребродивме ние, како чуд на немирно море. Насмеј се на ветров што бие, љуби ме и главата горе. Насмеј се на ветров што бие, љуби ме и главата горе. I'm really, really happy for her to see how much she changed. She's really beautiful and like she looks like a working girl and like a woman who like live in Paris or in New York. And I'm really like her changement and hold the gift for Mika. So I call her Mika, and I can look at in her face that she's really happy because she's like. She has like stars in her eyes and she's smiling. I really like it, all the things you did for her. I'm really happy for her and I wish her the best to find a job and all the happiness. Јас сум Загорка од Кавадарци. Здраво, јас сум Загорка и сум од Кавадарци, имам 24 години. Имам керка, 3 години. Од мала сум сама, од 3 месеци мајка ме татко ме оставиле, моите баба, дедо и виковците ми изгледаре. И бев дел од мисијата Вип на еден ден и сум премногу среќна и премногу убаво се поминав. Исто така сум уште посреќна кога и черка ми е среќна.